Почитувани граѓани, парламентарното мнозинство го усвои ребалансот на буџетот за 2020 година, поднесен од владата на Република Северна Македонија и премиерот Зоран Заев. Со овој ребаланс обезбедуваме средства за реализација на четвртиот пакет економски мерки вреден 470 милиони евра за помош и поддршка на граѓаните и на економијата за справување со последиците од COVID-19 вирусот. Се грижиме за здравието на граѓаните, се грижиме за работниците, се грижиме за работните места, за платите, пензиите, за компаниите, се грижиме за секој кој што му е потребна помош и поддршка од државата. Почитувани граѓани, покрај овој пакет со ребалансот се финансираат и капитални проекти, важни за граѓаните во нашата земја. Како одговорна партија, покажуваме дека и во време на многу сериозна светска, здравствена, но и економска криза, државата има пари, има капацитети да застане зад сериозни капитални инвестиции на локално ниво. Со ребалансот обезбедуваме пари за 19 проекти во десетици општини во државата. 120 милиони денари обезбедуваме за реконструкција на универзалната сала во Скопје. 20 милиони евра обезбедивме за изградба за систем за водоснабдување во општина Чаир. Со 7 милиони денари се финансира реконструкција на спортската сала Соколана во Куманово. 6 милиони денари се предвидени за имплементација на препораките на УНЕСКО за општина Охрид, а предвидени се и средства за санација на колекторскиот систем на Охридското езеро. Со 5 милиони денари преку ребалансот се финансира почетокот на изградбата на клучка кај Момин поток во општина Карпош, а во истата општина ќе се финансира и почеток на изградба на мост, за што се обезбедени нови дополнителни 4 милиони денари. 10 милиони денари се за изградба на канализациона мрежа во општина Сарај, а со 7,5 милиони денари ќе се финансира нов систем за водоснабдување во општина Тетово. Обезбедени се пари за проекти и во Кочани, во Маврово Ростуше, во Валандово, во Кичево и низ други општини во Република Северна Македонија. Почитувани граѓани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е посветена на реализирање на проекти кои ќе го унапредат со сигурност квалитетот на живот на сите граѓани. Грижата за граѓаните и на локално и на централно ниво продолжува.